На неколку денови пред крајот на кампањата за првиот круг од локалните, партиските лидери продолжуваат со меѓусебни обвинувања. Филипче ја обвинува власта за катастрофални економски политики. Вели дека за само 14 месеци ја направиле Македонија најзадолжена држава на Балканот, со историски најниска реализација на капитални инвестиции. Според Филипче, економските параметри покажуваат дека до крајот на годинава државата ќе се соочи со огромна буџетска дупка од 1,4 милиарди евра, кој тврди дека ќе треба да се покриваат или со нови задолжувања, или со кратење на важни јавни услуги за граѓаните. Премиере, каков е планот? Како владата планира да покрие буџетската дупка од 1,4 милиарди евра до крајот на годината? Понатаму, каде се капиталните проекти кои што беа најавувани? Каква е стратегијата за наплата на приходите, за стабилност и за инвестиции? Ако не постои јасна стратегија, ако реалноста се прикрива со лажни индикатори, тоа укажува многу јасно дека на краток, на среден, на долг рок, оваа власт ќе го столчи развојот и стандардот на оваа земја. Запрашан за објавената фотографија во јавноста, на која поранишниот лидер на партијата Бранко Црвенковски е во друштво на членови од ВМРО ДПМНЕ, актуелниот градоначалник на Охрид Кирил Пецаков и пратеникот Сашко Донев. Филипче одговори со цитат токму од Црвенковски. Ја можам само да го цитирам поранишниот претседател на СДСМ Бранко Црвенковски, а тоа е или си СДСМ или не си. И додека Филипче се дистанцира од Црвенковски, Мицкоски пак од митинзите го обвинува за бизнес преги и поврзано со поранешниот лидер на социјалдемократите Зоран Заев. Вели дека и двајцата биле зафатени од вирус на лажно удирање во градите, додека ги распродавале интересите на државата. А лекот како што порача бил народот кој ќе им се случил во недела. Зборува како да е нов, како да првпат се занимава со политика, честен, како да никогаш не бил во политиката, а заборава дека беше главна перјаница заедно со неговиот ментор и гуру во претходните влади на СДСМ, кога се ограбуваше и уништуваше Македонија. Не сваќам како може човек без образ да зборува и да се прави дека е некој друг. Тоа во медицината го викаат патологија. Патологија својствена за еден човек што ставаше рака на срце кога се колнеше во македонската жица. Тој вирус денеска го има фатено и овој нов председател на СДСМ Венко Филипче. Партиските карвани продолжуваат и денеска. ВМРО ДПМНЕ и коалицијата вечерва се меѓу граѓаните на Берово и Делчево, а СДСМ и коалицијата во Маврово и Гостивар.